Вчера го слушнавме Христијан Мицкоски, рече нема повеќе отстапки за влез во Европската Унија, подготвени сме да ја платиме цената. Се поставуваат две прашања. Кои се тие отстапки и кои се тие што ќе ја платат цената? За отстапките слушнавме до сега. Се што кажа, всушност било една голема лага. Ке го враќа името, ке го поништува Преспанскиот договор, биле загрозени јазикот, идентитетот и така натаму. Меѓутоа таа лажна кампања постепено почна да се разобличува изминатиот период и веќе граѓаните знаат. Ништо од тоа не е вистина. Христијан Мицкоски самиот призна дека Преспанскиот договор е ремек дело на дипломатијата. Претседателката Силјановска Давкова дека со договорот, внимавајте, е потврден идентитетот и јазикот. Тимчо Муцунски, го слушнавме, кажа дека со влезот во НАТО загарантирана е безбедноста и се подобрува бизнис климата во државата. За жал, тоа тие не знаат и не може да го искористат. И кој ќе ја плаќа таа цена? Тоа нема да биде Мицкоски, нема да бидат неговите соработници, неговите министри, сите тие имаат бугарски пасоши во джебовите, тоа нема да биде неговата криминална банда. Цената ја плаќаат сите граѓани, цената ќе ја платиме сите ние. Нашите семејства, децата и младите. Оваа банда на власт едноставно не знае како да се води државата. Нема капацитет, знаење за ништо. Ја презадолжија земјата, стандардот го урниса, граѓаните едва преживуваат од први до први во месецот. Следните генерации, кој знае колку понатаму, ќе враќаат огромни суми на пари за камати и кредити кои што не беа потребни, ниту се искористени така како што треба. Нема мерки во оваа криза за загрозените категории на граѓани. А оваа власт сега повторно лаже. Сега дека Европа ни го загрозува идентитетот. Единственото нешто што е во овој момент загрозено е иднината на нашите деца и животниот стандард на граѓаните во држава. Доста е веќе од лагите и пропагандата на криминалната група на власт. Едноставно доста е. Граѓаните се будни, се свесни, не се наивни, не можете повеќе да ги лажете. Сите веќе ја знаат вистината. Мицкоски и бандата не сакаат во Европа, затоа што таму има одговорност, таму се одговара пред европски обвинители за криминал и за корупција. И затоа не држат како заложници, затоа се ствараат вештачки конфликти, затоа се идентификуваат лажно внатрешни предавници и надворешни вештачки непријатели. На власти е добро, тие не живеат лошо како граѓаните, со бугарските пасоши од джеп, со криминалните партиски тендери, со владините авиони на плажа, додека народот не може да преживи. И кога ќе дое време, тие ќе напуштат држава, ќе да живеат во некоја европска земја и ќе остане Македонија опустошена, сиромашна и безнадежна. И јас тоа не го прифаќам. И Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тоа не го прифаќа. Нема да дозволиме децата да се селат во Европа, во Америка, во Австралија. Не сакам нашите деца да растат тука во оваа земја, која што е безнадежна, која што нема иднина и у која што не ја гледаат својата шанса. Затоа ова веќе не е политичко прашање. Ова е прашање за сите нас, за секој еден граѓанин, за нашите семејства, едноставно прашање за нашата иднина. Ова, почитувани граѓани, е референдумско прашање. Не може Христијан Тино Мицкоски да одлучува за нашите судбини. Едноставно доста е. Мора граѓаните да одлучат за тоа. Затоа што граѓаните, нивните семејства, нивните деца ќе ја плаќаат цената на овие погрешни политики на Мицкоски. Затоа граѓаните се единствени кои што можат да одлучат за својата судбина. Не сакаме сите да плаќаме оваа цена. Сакаме иднина. Распишете референдум. Прашете ги граѓаните.
Не може вие да одлучувате за судбината на сите кои што живеат во државата. И благодарам. Тоа е дел од неговата лажна кампања. Што е неговата лажна кампања? Да глуми патриот и да повикува на обединување. Еве, прашајте го во следната прилика која ќе имате. Денес, сутре, кој да има пресконференција, интервју или било што. Што е патриотски во неговата политика да изолира земјата? И што точно значи неговиот повик за обединување? Што Мицкоски сака да слушне од опозицијата, од мене лично, од нас, од било кој, што тоа очекува? Што за него значи обединување? Нема да застанеме зад него и за неговите погрешни политики, само за тој и бандата продолжат со криминалните тендери. Тоа не може да го очекува. Пренесете го. Ама нека ви објасни. Затоа што глуми голем патриот. Затоа што наводно се грижи за нашиот идентитет, јазик, а самите тие признаваат дека се е заштитено и ништо не е под ризик, повикуваат на некаква патриотска политика, повикуваат на некакво обединување. Еве, прашајте го што точно тоа значи. А јас во неколку наврати кажав што за нас значи национално обединување. Да се направат уставните измени и да споделиме одговорност. Затоа што тоа не е никаков ризик за ништо, ниту за јазикот, ниту за идентитетот. Се е потврдено со документи. Успеа нашата дипломатија на СДСМ од 2022-2023 година да се изгласа, замислете, документ во Бугарското собрание, во кој што се признава нашиот јазик. После децении и децении во минатото негирање на истото. И тој е успех на нашата дипломатија, поддржана од Европа. Тоа е факт. Но Христијан дојде на власт со лажна реторика. Дека враќа име, дека е загрозен идентитет, јазик и така натаму. И сега сето тоа го демонтира. Еве да резимирам. Прашајте го што за него значи обединување. Подршка за неговите криминални политики нема да добие. Нема, само одговорност има за тоа. Како оценувате моменталната состојба на интегративно пати, дали мислите со економиско прашање ги следеше во Христијан Мицкоски нема право да го прави ова. Он нема никакво право. Нема политичко право. Нема морално право да го блокира патот на земја. Од 91 година ова е патот на Македонија, евроинтеграција. Сме се соочувале со многу пречки, принципиални, непринципиални, сме ги надминувале. Заштитувајќи го јазикот, идентитетот, културата, историјата, се. Што е загрозено во изминатиот период? Ништо. Напротив, се е потврдено. Како ја оценувам состојбата? Катастрофално. Прво економски. Презадолжена земја, огромен процент од бруто домашниот производ задолжување, како ниту една земја во регионот. Пари кои што се земаат, кои што не знаеме каде одат. Повика министерката на финансии на средба, еве ја нема. Каже датум, ќе дојдеме, ама со камери, со вас. Нека бидат граѓаните сведоци на состаноците. Да слушнат како ги аргументираат таа презадолжувањата од 2 милиарди и неколку милиони, стотини евра, кои што сите ние ќе ги враќаме. Пари кои што не знаеме каде одат. Каде се изгуби Гордана Кочовска, нема. Исчезна. Се име лажен повик, се име пиар, да се замачка нешто. Да глумат храбри, да глумат способни, да глумат патриоти. Ништо од тоа не се луѓето. Немаат капацитет. Христијан нема капацитет и знаење да води држава. Нема поима дечко. Тендери го интересираат само. Ништо друго. Ништо друго. Стратешки, политички, исто така катастрофално ситуацијата на држава. Слеп од црево останат. Црна Гора ќе стане земја членка. Еве доаѓа Антонио Кошта за некој ден, на почетокот на следната недела. Што ќе му каже Христијан? Нема ги прави уставните измени. Кој е тој да каже и да одлучи судбината на народот кој што тука живее? Кој е тој? Од кај му е тоа право? Со одговорност ќе се соочи кога ќе дое време. Идната недела во посета на Скопје доаѓа председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Сметате ли дека нешто може да се очекува од оваа негова посета во Македонија? Антонио Кошта беше пред една година тука и јасно кажа, има само план А, нема план Б. Планот А се вика уставни измени и се отвораат преговорите по поглавијата. Од тогаш до сега ништо не се случи од страна на влада. Така да веќе е јасно, со ова влада нема Европа. Нема Европа, луѓето не сакаат. Сакаат да избегнат и одговорност и се. Ниту имаат визија, ниту капацитет. Лажните изјави се тие кои што ги одржуваат на власт, затоа што ги донесува на власт со пропагандата.
Прашајте ги сите владини званичници. Прашајте го премиерот. Што ќе му каже на Антонио Кошта? Дека не сме веќе на европскиот пат. Дека не го правиме чекорот напред. Тој ќе одлучи за судбината на земјата. Кој е Христијан Мицкоски да одлучува за судбината на 2 милиони луѓе што тука живеат? Кои што со децении очекуваат тоа да се случи. Нема право човекот тоа да го прави. Така да ќе видиме што ќе каже претседателот на Советот. Јасен е патот напред. Нема никаков ризик. На крајот на краиштата прашајте го премиерот. Еве, кој е тој конкретен ризик кој што може да се случи со уставните измени? Нека каже човекот. Ја до сега не сум го слушал. Да објасни кој е ризикот од уставните измени. Понатаму јасен е моментот од страна на Европска унија, се прима земји членки после 15-16 години, повторно проширувањето високо на агендата на Европската унија и сега ние тоа треба да го пропуштиме. Зашто? Поради христијани бандата. Па имаат ли памет луѓето што прават? Имаат ли памет? Распишете референдум, зашто вие не покrenете иницијатива за собирање подписи за... Нека власта го распише референдумот. И како би требало да гласи прашањето на едно вакво референдумско изјаснување со оглед на тоа што не имало историја на користење на, ајде условно кажам, манипулативни прашања во делот на референдум. Нека распише власта референдум, затоа што носат целокупната одговорност за патот кон него. И да им го кажат граѓаните вистинскиот став и одговор. Се согласувам дека треба прашање како ќе биде така натаму, да се дискутира, да се дебатира, ама на власта е одговорноста. Власта ветуваше влез во Европа по поинакви, подобри, погорди услови. Така беше? Така кажува? Излажа? Излажа како за се што лажат. Така да немаат право да не го прават. Граѓаните треба да одлучат. Да распишат референдум треба. Спомнавте Мицкоски неколку пати едно кратко прашање, преди сте спомнали во телевизиско гостување, господин Жириновски спомна дека не исклучувате можноста за интерпелација за Мицкоски, дока е тоа, апропо на разговорот што го имаше со обвинителот, и дока интерпелацијата за Гаши. Интерпелацијата за Гаши се спрема, се уште не е поднесена. Имаме сериозно прекршување на дел од процедурите повторно, кој што оди во прилог на иницијативата за интерпелација на Гаши, а тоа што интерпелација на министерот за земјоделие не е ставена на дневен ред. Сите рокови се пробиени од страна на Нафрим Гаши. Така да ние тој материјал го спремаме, за интерпелација не разговараме. Андреј Жириновски така спомна, затоа што, гледайте, оваа власт ќе се оди и ќе распиши избори кога ќе снема пари. А пари има се помалку. Затоа што друго не ги интересира. Ето тоа. Благодарам.